Десетото коло на првата ракометна лига донесе нов висок пораз за ракометарите на Текстилиц УКД, откако средешти претрпеа пораз од ланскиот суперлигаш Вардар Неготино со превисоки 32-44. За Вардар Неготино овој триумф беше значаен во борбата за место во плеофот. Уште во првиот дел Вардар Неготино направи предност од 6 поголовици за 14-20, а во втори дел предноста се зголемуваше. На средбата во Штип за победничкиот тим по 10 поголовици постигнаа Драган Кузманов и Костадин Петров, а пак за Текстилиц УКД најдобар беше Филип Савев со 8 поголовици, а го следеше Драган Сенев со 6 реализации. Ланскиот суперлигаш Мултиесен со 50-28 демонстрираше мок против Јехона на домашен терен, а пак Овче Поле запиша важен триумф во дербито против Аеродром, откако тимот од Свети Николе триумфираше со 34-31 и со тоа фаќа приколчок за плейоф. Дербито на колото се играше во Богданци, каде Младост со 36-30 и ја доби Македонија Ѓорче Петров и го превзема врвото од табелата во групата Б. Партизан добива службена победа и службени бодови, откако средбата со шампион не се одигра, односно гостот не допатува, а пак Драчево со 43-28 го декласираше в енерджијата преспа Вардар. Во однос на табелата во групата А на врвот е Eurofarm Пелистер 2 со 14 бодови, Мултиесен се втор со 13 бодови, Металург КРА е трет со 12 бодови, Овче Поле има 10 бодови и се наоѓа на четвртото место. Екипата на Јехона е на петото место со 7 бодови, Аеродром е шести со 3 бодови, Кичево сега има 2 бодови и се наоѓа на седмото место, а на нота Асторион од Струмица без бодови. Во групата Б на врвот е Младост од Богданци со 14 бодови, колку што има и Скопје кој е втор со изброј на бодови. Македонија Ѓорче Петров е трета со 13 бодови, Драчево на четвртото место со 12 бодови, а пак Вардар Неготино на петото место со 11 бодови. Шампион е шести со 7 бодови, Партизан е на седмото место со 6 бодови, Текстилиц УКД од Штип е предпоследен со 2 бодови, а пак Преспа Вардар е на ното со минус 1 бод. На екипите на Кичево Преспа Вардар е шампион и се одземени по 1 бод поради неодиграни надпревари.